Почитувани, пред нас е предлог буџетот за 2025 година. Тежок 6,5 милијарди евра, најголем досега, но со скратени средства за земјоделството и за земјоделците, што негативно ќе влијае на производството на храна и приходите на земјоделците. Вкупниот буџет за земјоделство, шумарство, лов и риболов за следната година е намален точно за 15%. И тоа се фактите. Или подетално, за 10 пати е скратена сумата предвидена во програмата за рурален развој. Ако истата била 1 милијарда денари и на почетокот на 23-та и почетокот на 24-та, сега имаме драстично намалување на само 150 милиони денари на оваа значена инвестициска програма. Со тоа директно се крати на поддршката на инвестициите во земјоделската механизација, на младите фармери, набавката на приплоден добиток, модернизацијата на земјоделските објекти, промоција на македонските производи во светот, инвестициите во општините кои што ги реализиравме во претходните години со оваа програма. Одиме понатаму. Помалку пари или воопшто не се предвидени средства за новите инвестициски програми согласно новиот модел на субвенционирање кој што го уведовме, а се однесуваат на малите семени фарми, на малите винари, малите дестилерии, малите производители на храна од животинско и неживотинско потекло. Ова беше една од најуспешните програми, затоа што денес имаме над 4000 регистрирани мали производители на храна, но имаме укинување или драстично намалување на програмите за поддршка на нивните инвестиции. Владата на СДСМ со правилни политики, за разлика од претходниот период до 2017 година, кога ги враќавме европските пари назад, плаќавме и камати и казни, покажавме од 2017 до минатата година дека ИПАРД е една од најуспешните политики, односно имаме целосно искористување на ИПАРД 2 програмата. Тоа се грантови, тоа се фондови, тоа се неповратни средства кои што се вградени во македонското земјоделство. Но ВМРО ДПМН очигледно не ја сваќа важноста на европските фондови за развој на нашето земјоделство. Во 2025 година програмата за кофинансирање на проектите од ИПАРД програмата и покрај огромниот интерес на првите повици распишани во 23-та година, истата е намалена за 14,5%, што значи државата нема да може целосно да ги поддржи проектите и нема да може да ги искористи европските неповратни средства. Една од најуспешните политики на претходната влада. Помалку средства или за 30% е намалена сумата, односно износот и во програмата за наводнување на Северна Македонија. Оваа програма ја донесе претходната влада, е во тежина од 120 милиони евра, а целта на програмата е изградба на системи за наводнување на над 20.000 хектари. Наместо сега истата да биде забрзана и да се имплементира и да продолжи, ние имаме драстично кратење на средствата токму за овие системи за наводнување. Тоа значи дека земјоделците ќе останат без современи системи за наводнување, што директно ќе влијае и врз нарушување на квантитетот и квалитетот на нашето земјоделско производство. И покрај предизборните ветувања за повисоки субвенции, за следната година немаме воопшто раст на износот на субвенции. И тие се за одредени сектори исти, но за одредени сектори и на помало ниво, а вкупно се намалени за 8%. Да заклучам, во буџетот за 2025 година нема ниту една нова политика, нема ниту една нова програма, освен продолжување на програмите кои што ги воведе СДСМ и владата во претходниот период, а кои што беа дел од новиот модел на субвенционирање. Продолжува програмата за здрав оброк, продолжува програмата за социјална сигурност на жените, продолжуваат и останатите програми кои што ги воведе СДСМ, но сега со драстично помали средства. Дополнително во предлог буџетот за 2025 година, владата не ги зема во предвид потребите на земјоделците за дополнителни субвенции за тутунопроизводителите, производителите на јаболка, оризопроизводителите кои што се соочуваат со ниски откупни цени. Очигледно за власта поважна е набавката на луксузни возила, на скап мебел,
отколку екзистенцијата на земјоделците и вреднувањето на нивниот труд. Почитувани, земјоделството е еден од двигателите на нашата економија. Кризите со кои што се соочивме изминатите години покажаа колку е важно да имаме план и да имаме мерки за зголемување на домашното производство. И токму затоа овој сектор беше во фокус на работа на претходната влада. Затоа СДСМ со амандманските предлози и со законски решенија се бори во интерес на земјоделците. Со дел од амандманите предвидуваме 700 милиони денари за поддршка на младите фармери, на младите земјоделци и за зголемување на програмата за рурален развој, која што е особено битна, а со овој буџет е скратена за 10 пати. Како одговорна партија, која што вистински го цени трудот на земјоделците, во парламентарната расправа ќе се бориме за повисока финансиска поддршка за земјоделците и за повисоки откупни цени. Ќе нудиме предлози и програми кои што се применуваа, преку кои што бевме лидери во изминатите 7 години. А кои треба да бидат пример како една влада треба да се грижи за земјоделците и да биде рамо до рамо со нив. Благодарам.